Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Придобивките од простувањето. Придобивките од простувањето се големи кога се раководиме според библискиот модел на простување. Постојат неколку причини зошто се уште некој не е во состојба да му прости на другиот. Простувањето може да биде тешко поради навредата и болката што се чувствува. Во такви моменти, болката не дозволува да му се прости, а исто и гордоста. Горделивиот е со мислење дека другиот не заслужува простување. Но колкава и да е болката и колку и да е човек горделив, мора да се прости, затоа што е Божи принцип. Зошто? Како прво, затоа што е пречка во молитвата. Во Матеј 6 глава 12 стих е запишано: И прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Не треба да се очекува од Бог простување, доколку некој не е спремен да му прости на својот ближен, на својот брат или сестра. Овој принцип останува за секогаш. Бог не ги менува неговите ставови затоа што луѓето ќе се правдаат дека е тешко да им се прости на оние кои ги навредиле. И врз основа на тоа Бог да им попушти. Таков пример имаме во Матеј 18 глава. Кога ќе простиш, ќе ги видиш резултатите од твоите молитви кои ги упатуваш кон Бог. Второ, простувањето го враќа заблудениот брат на покаяние. Во второто писмо до Коринтјаните, 2 глава, е запишано, односно Павле зборува за некој брат во Христос на кого треба да му се прости. Таму е запишано вака: На таквиот му е доста казнат од мнозинството, така што вие треба побргу да му простите и да го утешите, за да не падне преголема жалост на него. Затоа ве молам да покажете љубов кон него. Со таквото дело на простување, членовите ќе го вратат назад и ќе го спасат од некои непредвидливи ситуации во неговиот живот. Простувањето ќе му ја врати вербата во Бог и ќе го мотивира да биде вистински предаден на Бог. Трето, простувањето не му дава предност на сатаната. Во второ писмо до Коринтјаните 2 глава е запишано дека сатаната стои позади неопростувањето. Зашто, ако сум ми простил нешто јас, вели апостол Павле, доколку сум простил заради вас во лицето на Христос, за да не земе сатаната предимство над нас, зашто не ни се непознате неговите намери. Да, сатаната од секогаш сакал да создаде неред и хаос помеѓу браќата. На тој план тој е многу вешт и знае како да ги скара и да ги наведе кон тоа. Историјата е преполна со неговото дело, наведувајќи ги браќата и сестрите да ги слушаат неговите троштини на неопростувањето. Четврто, простувањето е знак за светот дека нам ни е простено. Во писмото до Ефесјаните од апостол Павле, 4 глава е запишано: Секоја огорчение, и јарост, и гнев, и викање, хулење, да бидат отстранете од вас, со секаква злоба. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштавајќи се еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христос. Ова Павле го зборува на црквата во Ефес. Со таквата љубезност, црквата е потврдува Божјата присутност и му дава на знаење на овој свет дека живее од Божјата милост и простување. Ако овие нешта не се застапени, таа ќе наликува на некоја земна институција која се занимава со нешто, но без ефект пред Бог. Со простувањето му даваме слава на Бог, бидејќи црквата е создадена токму на простувачкиот акт на Господ Исус Христос. И на самиот крај, ако се сетиш денеска,
Не затоа што е така наречен ден на прочка. Такви денови не познава Новиот Завет. Туку, ако се сетиш дека треба да му простиш на некого, прости му за да ги вкусиш придобивките што се наведени во оваа куса тема. Ѓаволот успел да направи зло, Христос ќе направи да биде добро. Нему слава во сите векови. Амин.